Сведоци сме дека по маркетите се продава мед со многу ниска цена отколку што го продаваат пчеларите од Источна Македонија. Истиот е со сомнителен квалитет, па пчеларите со апел да не се продава сомнителниот мед под називот македонски мед, туку на етикетата да стои од каде е увезен. Македонскиот мед е бренд и е доста квалитетен и не може со него да се манипулира, велат пчеларите. Тој мед е сомнителен. Сомнителен во кој смисол? Или нешто има што не е мед, или е увезен мед, што пак ние како пчелари инсистираме, ако веќе увезуват мед, да напише дека е увезен медот. Дека е кинески, дека е молдавски, а да не го продават како македонски мед. Бидејќи македонскиот мед има добиено втора медала во Франција за најквалитетен мед. Не можете вие да продавате кинески мед под името македонски. И така апелирам до службите, да не знам тоа дали законско решение треба да се донесе некое, значи македонскиот мед како бренд да не може да го стават на странски медови. Затоа што сведоци сме, ние знаеме дека тие исти фирми од нас го откупуваат 250 медот, а го продаваат во маркети пак 250. Значи не е логички. Не е логички. Тие буду даваат некој мед што не е македонски. Не велам дека е фалсификат. Мед е, меѓутоа не е македонски. Брендот македонски мед ипак нешто значи. Од причина што неквалитетниот мед не може да се познае, апелот до граѓаните е да си купуваат мед од пчелари што ги познаваат. Мене ме прашуваат, вика, како ќе познаеш? Не можеш да познаеш мед дали е фалсификат, тоа јас ви гарантирам дека не можеш. Затоа е најдобро да си купувате од пчелар на кого му верувате. Тоа е. Нема друг начин да бидете сигурни дека имате добар мед. Пчелар на кого му верувате, купувајте си од него. Пчеларското здружение Матица од Кочани заедно со претседателот на Сојузот на пчелари на Македонија оствариле средба со министерот за земјоделство, на која што го покренале прашањето околу пласирањето на неквалитетен мед по маркетите под името македонски. И било одлучено, додава Колев, инспекцијските органи да интервенираат на терен, да се врши позасилена контрола по маркетите и да се види каков мед се нуди на граѓаните.